ова издание. Напоредно со кривичната треба да се води и финансиска истрага за случајот рекет. Интервју со председателката на Transparency International Сладјана Тасева. Иранскиот министер за надворешни работи се сретна со јапонскиот премиер, кој се обиде да посредува во односите меѓу Иран и САД. Го следиме патот на бурата Дориан во форма на ураган, закана и за Флорида. Останете со нас. Поздрав од Вашингтон. Ова е News Flash на гласот на Америка на македонски. Јас сум Анета Шијакова. Националниот центар за урагани соопшти дека Дориан преку ноќта развил ветрови со брзина од 85 км на час. Денеска се очекува да го погоди Порто Рико. Американската територија Порто Рико се уште се опоравува од невремето во 2017 година, а денеска веќе е под закана на тропската бура Дориан. Со сила на ураган, Дориан денеска ќе мине низ западниот и централниот дел на територијата. Поради можно лискање на земјиштето, поплави и прекин на електричната енергија, објавена е вонредна состојба. Жителите стравуваат од исходот, бидејќи илјадници домови се уште се без покрив од ураганот Марија пред 2 години, кога загинаа 3000 луѓе. Невреме се очекува и во Доминиканската република и на Бахамите. Дориан е закана и за Флорида, каде ќе пристигне викендов, но како ослабен ураган. Иранскиот министер за надворешни работи Мохамед Џавад Зариф за време на посетата на Јапонија на средба со премиерот Шинзо Абе рече дека Иран верува дека на секоја нација треба да ѝ се дозволи да ги остварува своите права според меѓународното право. Абе го посети Техеран претходно годинава во обид да посредува како медијатор меѓу Иран и САД. А британскиот премиер Борис Џонсон бара од кралицата суспендирање на парламентот. Тој денеска рече дека упатил барање за прекинување на тековната седница на парламентот, а на 14 октомври да започне нова, на која ќе се утврди законодавната агенда на неговата влада. Председателот на представничкиот дом оцени дека очигледна цел е парламентот да престане да расправа за Брекзит. Председателката на Transparency International Сладјана Тасева вели дека институциите во државата затаиле во случајот рекет, кога станува збор за финансиската истрага и патот на парите. Со неја разговараше Мики Трајковски. Господја Тасева, дали е можно и како да се дојде до трагата на парите кои што ги видовме во случајот рекет? Во овој случај во игра се многу пари. И видовме дека во игра се многу пари во готово, значи кеш. Меѓутоа, тие пари дошле од некаде. Не се отпечатени таму каде што видовме дека се предаваат. Значи, тие пари, колку што разбравме, се земени од банка, која што е собственост на еден од лицата кој што, еве, во случајот пријавителот на аферата рекет. И тука веќе имаме можност за вклучување на голем број на институции во проверка на овие трансакции и во следење и откривање на тоа што се случило. Значи имале можност институциите уште тогаш, кога се извлечени парите од банката, да реагираат и да се укаже на тоа, затоа што таков тип на трансакции требало да го алармира и управниот одбор на таа банка и управата за финансиско разузнавање и јавното обвинителство, затоа што во тоа време во јавното обвинителство се води постапка за лицето кое што во случајов е пријавител, а знаеме и се зборуваше дека тоа лице е собственик и на банка. Значи не може, ако институциите си ја работат својата работа, тоа да остане незабележано, дека од финансиска институција, од банка се извлечени толку пари. Значи, институции има и зачудува што тоа останува неоткриено. И че се чекало да биде пријавено или да видиме ние некакви снимки. Тоа требало веднаш да биде пресретнато, откриено и веднаш да се воспостави механизам и мерки за следење што понатаму ќе се случува со тие пари. Постојат сите законски можности за ова да се направи. Постојат и сите институции кои што ова морале да го направат. Прашањето е зошто институциите и тие што работат во нив ова едноставно го премолчале и не си оствариле својата функција онака како што е предвидено во закон. Одземеле доста имоти, конфискувани ли се доста пари изминатите години?
А откако ја имаме мерката конфискација и откако постои дирекцијата, многу мал е процентот, речиси незначително 1 до 2% се конфискувани средства од она за што е утврдено дека се оштетени државата или буџетот или настанала штета или корист од некаков вид. Значи многу малку се користи мерката конфискација, иако нејзината целта за воведување на таа мерка беше и како е тоа не е казна, тоа е одвојување на криминалците од капиталот со кој располагаат, за да не може да го користат за своја заштита и за корупција понатаму и за продолжување на криминалните действија, но исто така и за зајакнување на институциите во борба против криминалот и државата. Благодарам за интервјуто за Гласот на Америка. Ви благодарам за поканата. Медицината се уште нема одговор зошто се појавува екземата. Таа не е опасна, но е непријатна. Керол Пирсон истражуваше како оваа болест може да се држи под контрола. Кај Ава Сигур, екземата се јавила кратко време по раѓањето. Се обидувавме со многу методи, но одеднаш доби и алергија на храна на само 18 месеци возраст. Веројатно третина од пациентите со екзема развиваат алергија на храна. Доктор Доналд Лијанг во болницата во Денвер, Колорадо, ја истражува врската помеѓу екземата и алергиите на храна. Тој вели дека екземата е поврзана со алергиите и со астмата. Овие луѓе имаат сува и спукана кожа, што дозволува алергените од средината да навлезат низ неа. Хендер Каразим не можела ни да замисли незината ќерка да биде активна во жешките летни денови, бидејќи Луси имала тешка форма на екзема. Се чешаше до крвавење. Ни беше страв дека ќе се инфицира. Истражувачите велат дека е клучно екземата рано да се стави под контрола. Главно е да се обнови бариерата на кожата. Лекарите сугерираат метод на 20 минути топла бања, што ова бебе не го сака, пошто се става заштитна крема за одржување на влажноста. Тоа прави филм од влага, што потоа се запечатува, така што влагата не испарува. Ова го спречува чешањето. Истражувачите се опитуваат да откријат што ја ослабува кожната бариера, за тоа да го поправат пред да се развие болеста. Климатските промени се закана за коралите. 60% може да исчезнат поради високи температури. Големи штети веќе има во Индискиот океан, известува Кевин Енокс. Во 2015 и 2016 јужната хемисфера беше погодена од два последователни топлотни брана предизвикани од природниот феномен Ел Нињо. Тоа негативно се одрази на чувствителните корални системи во Индискиот океан. Пред 3 години изгубивме речиси половина од коралите. Се работи претежно за коралите од видот акропора. Овие корали се важен дел на гребените. Топлотните бранови се случуваат и без климатските промени, но коралите имаат способност да се опороват за неколку години. Кетрин Хед од Општеството за зоологија од Лондон вели дека со новата реалност опоравувањето нема да биде лесно. Ако топлотните бранови зачестат како што се предвидува, гребените нема да може да се повратат. Хед беше во тимот истражувачи што неодамна во Индискиот океан ја проценуваа штетата од топлотните бранови. Овие корали се понежни и беа тешко погодени. 86% од нив се засегнати. Поотпорните видови поминале полесно. Губењето на коралите значи и намалување на разновидноста во океанот. Ќе дојде до исчезнување на разните морски видови, а веројатно ќе ослабе и структурата на гребенот. Напорите за помагање на обновувањето на коралните гребени не помагаат многу. Се прогнозира дека коралите ќе исчезнат до 2050 година ако продолжи сегашното темпо. Тоа може да се одложи ако се испочитува договорот за климатски промени од Париз. Научниците велат дека светот не прави доволно за да се намали погубниот раст на температурата на морињето. Го гледавте Newsflash на Гласот на Америка. За повеќе содржини посетете ја и нашата веб страница. Довидување.